Шанса за нови партиски вдомувања на терет на буџетот. Предлог закон за вработување на заменици директори во јавните предпријатија доставиле тројца пратеници од СДСМ и ДУИ со барање да биде донесен по скратена постапка. Парафи ставиле Александар Кирацовски и Благојче Трпевски од СДСМ и Реџа Исмаили од ДУИ. Во образложението навеле дека во сите јавни предпријатија директорите треба да добијат и заменици. Тие биле неопходни да раководат со предпријатието кога шефовите не им се тука. Ако овој закон помине, вработувањата на заменици ќе го оптеретат дополнително буџетот, а се билда и бројот на јавни службеници спротивно на бриселските препораки за намалување на административците. Алфа побара одговор од Кирацовски, зошто токму сега ваков предлог закон по скратена постапка и зошто спротивно на бриселските апели. Рече тој не бил одговорен за овој предлог. 5 вакви закони се. Контактирајте го Ејуп Алими од ДУИ. Јас се нафатив за законот за агенција за лекови. Во телефонски разговор со Алими, тој не се сложи да даде изјава на македонски, рече не зборувал доволно добро, иако за цело време разговаравме токму на македонски јазик. Зошто токму сега овој предлог и нов терет на буџетот не се косели со бриселските препораки? А зошто да се коси? Па тие што ќе се вработат не се административци. А во која категорија спаѓаат? Вие треба да си знаете и нема да биде на терет на буџетот. Како нема кога се работи за нови вработувања? Не ги гледајте така, не се нови вработувања. Значи од постојните кадри таму ќе се бираат заменици? Не, и вие може да аплицирате. Ваквите неодредени одговори оставаат простор за шпекулации, дека сепак темелна проценка на состојбата нема, а истовремено ги отвораат шансите за нови и брзи партиски вработувања. Евентуалното гласање на законот значи дека опсегот може и да не застане на замениците, оти која е гаранцијата дека ним нема да им притребаат асистенти, секретари и слични соработници. Инаку предлог законот денеска е ставен на седницата за пратенички прашања.